поздравивме учителките, но затоа ни дојде нова учителка. Здраво за... Здраво, јас сум Сања. Здраво. Здраво. Јас сум Цветко, тоа Здраво, е јас сум Марија. Марија. Добре дојдовте. Вие знам дека ќе ни предавате математика. Токму така. Така, повелете. Јас сум наставничката Сања Кузмановска од Основното училиште Марко Цепенков од Зелениково и денес ќе ги држам часовите по математика за 6, 7, 8 и 9 оделени. Цветко, бидејќи се пожели дека не ја сакаш математиката, еве ти прилика да ја засакаш. Ајде, Дури 4 6, часа. 7, 8 и 9, се одеднаш. Вау! Спремен сум. Да? Да, Може да почнеме? да. Може. А само ова може да го тргнеме од претходните наставнички? Да. Како се гаси? Еве горе на X-от. Ете го. И ова. Само малку. Ајде, тргни се. Добро, може Така. сега. Бидејќи имаме подготвен еден материјал за 600 оделинците на стикот, може да го отвориме стикот? Само да го најдеме, мај компјутер каде е? Ете го. Ете го. Одиме го. 24-трети, 24 трети. 600. Ова е за 600 оделини. 600 Така. линија. Добро. Ајде. Сега. Ете го. Добра, може да го отвориме. Првиот слайд. Не се изместија, не. Добра, назад да се вратиме, може. Назад. Овие отвори четвртата на место првата. Само малку назад. Не. Не вака, се измеша редоследот вака, може вака. Ајде. Одново да го отвориме, бидејќи се измеша сега редоследот, не ги измести. Значи првата? Да, не, значи вака. Ајде, одново да го отвориме. Сега технологијата ни се измести редоследот. Треба да се поред 1, 2, 3, 4 со next кога ќе ги кликаме да се отварат. Ајде вака одново да пробаме. Ајде, обидете се вие. А додека вие се обидувате, да ви раскажам зошто не ја сакам математиката. Затоа што како мал многу ме тераа да учам таблица множење, делење, и јас од што многу ја учев, можам да некогаш јас имам ми се ракавици. случуваше да грешам. Или и едноставно кога да ги грешам, отвараме едно по ми едно. се некако ми се одмили математиката. Значи, учителке, можеме да почнеме? Може. Ајде. Вака. Ред. Значи, денешната лекција за 600 оделение е еднакви дробки и сведување на дробките на нескратливи дробки. Овдека на цртежов имаме нацртано на првиот еден круг, кој што е поделен на половини. Вториот круг, истиот тој круг е поделен на четвртини и потоа е поделен на осмини. Е сега, доколку обоиме од првиот круг една половина, на овој цртеж значи ни обоена една половина. Цетко, што мислиш? Колку ќе треба да обоиме од вториот круг за да ни биде колку четвртини? Значи од вториот круг Две ќе треба половини. не две половини току? Две четвртини. Токму така. Да. Значи, за да имаме еднаков дел обоен од кругот како и во првиот цртеж, Да, треба две четвртини. овдека да обоиме две четвртини. Да. Така, Ете ги значи, обоени навистина се. беше во право, така, две четвртини. Е сега, а за овдека да имаме обоено повторно половина од кругот, колку осмини ќе треба да обоиме? Четири. Браво. 4 осминки треба да се обојат. Еве ги. Така Значи, е. сега овдека имаме обоено 4 осмини и што може да забележиме сега од цртеживе? Дека една половина имаме овдека обоено, тука имаме две четвртини, а овде имаме 4 осмини. осмини. Односно, може да кажеме, бидејќи на цртежот ни се еднакви количините кои што се обоени, дека всушност дробката една половина е еднаква на две четвртини, еднаква на 4 осмини. осмини. Да. Еве ни, значи, пример за еднакви
дропки преку цртежите. Хајде да погледнеме уште некој пример на еднакви дропки. Овдека имаме нацртано 1/3 и нејзината Две шестини. еднаква дропка е 2 шестини. шестини. Да. Ајде уште еден пример. Овдека имаме 1 Петина. петина и 2 десетини. Бидејќи на првиот цртеж кругот ни е разделен на 5 дела, од тие 5 дела е обоен еден дел, а на вториот цртеж е разделен на 10 дела, се обоени 2 делчиња, значи имаме 2 десетини. Сега вака. На првиот цртеж кругот ни е поделен на 24 дела, а од него се обоени 6. А знаеме дека тоа што е обоено на првиот цртеж е еднакво со оној дел од кругот што е обоен на вториот цртеж, а тоа е 3 12-тини. Сега, треба да откриеме која е третата дропка која што ни фали овде, а треба да биде еднаква со претходните две. Односно, кој дел од кругот е обоен на третиот цртеж. Ова јас треба да мислите? одговарам. Да се обидеме? 6/24 е еднакво на 3/12. Е Тоа е еднакво еднакво на на една четвртина. Браво, Цветко. Па сепак не си бил лош математика. Еве, одговорот дека навистина си во право, обоена ни е 1/4 од кругот. Значи, дропката 6/24 е еднаква на 3/12, еднаква на 1/4. Супер, одлично. Сега ми Добро. стана јасно за дропките. Да. Може сега вака ова ќе го исклучиме. Сега ќе ја пуштиме таблата за пишување. Сега имаме нешто поинакво. Ајде да чуеме. Ајде. Сега работевме еднакви дропки, но не секогаш ќе имаме еднакви дропки. Некогаш треба да кажеме која од дропките е поголема, а која е помала. Ако имаме дропка 1/5 и 2/5, можеш да ми кажеш сега, Цветко, која од овие две ќе биде поголема? Која е поголема? Да. 1/5 или 2/5, што мислиш? 1/5. Зошто не може да биде 1/5 поголема? Затоа што овдека од 5 делчиња сме земале само едно. Да. А овдека кога сме поделиле на 5 дела сме земале две. Да. Две делчиња. Две делчиња. Така? Значи 2/5 е Значи поголема од 2/5 е поголемо од 1/5. Да. Значи, што забележуваме кај овие дропки? Дека двете дропки имаат ист именител. Значи, и тука ни е именителот 5, и тука ни е именителот 5. А имаат различен бројтел. Кога имаме ваков облик на дропки со ист именител, секогаш поголема е онаа дропка која што има поголем бројтел. Односно, горното бројче треба секогаш да е поголемо за да биде дропката поголема. Да. Може да се обидеме уште еднаш? Да Ајде. видиме дали разбра сега? Да, да. Добро, ајде сега нека биде 3/7 и 5/7. Кој е поголем? Кој е поголема? 5/7. 5/7, браво. Може сега една задача и за Марија? Ајде, Марија. Ајде сега нека биде дропката 8/9 и 4/9. 8/9. Браво, Марија. Значи сега 8/9 ќе ни биде поголема, бидејќи осмицата е поголема од четворката. Сега да видиме поинаков тип на дропки ако имаме дадено. Цветко, ќе ни ја избришеш таблата? Како се брише табла? Со гумата во овој Со случај. гума. Добро. Со еве. Вау. Овај како кога одевме по сунгер.
Сега веќе нема сунгери, сега се е многу помодерно. И нема водени раце. Така, ајде, одиме со жолта боја. Може. Добро. Ајде сега нека ни се дадени друпките. Аха, многу голема бројка напишав. Да избришеме. Да избришеме. Да. Ајде, чекај, само малце, момент, ајде, жолта боја или Да, зелена. Пенкалцето да го избереме наместо Нормално, хайлайтер. Да. но, ете, зелено пенкалце, Добро. ајде. Значи нека ни е Ајде. дадена друпката. Нешто. Не, оди денес Нешто Може јас да се Зелено. обидам? Ајде. Може јас да се обидам? Три половини, 3 врз 2. Само уште еднаш да... Три, врз 2, 2. а другата дропка нека ни е 3 врз 4. ајде Марија. Сега имаме значи поинаков тип на дропки. Во претходниот пример долу бројките, односно именителите им беа исти, а во овој случај сега долу имаме различни именители, но имаме исти броители. Броители. Можете да претпоставите сега која ќе биде поголемата дропка? Не, ајде да ви помогнам вака. Ајде. Ако имате 3 чоколади Добро? и тие 3 чоколади ако ги поделите на двајца, и ако ги поделите истите тие 3 чоколади на четворица, кога ќе земете поголем дел? На двајца. На двајца. Браво. Значи, поголема ќе ни биде дропката 3 врз 2. 2. Така е. Односно, овдека одиме Обратно. 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 Кога имаме значи исти броители, поголема е онаа дропка која што има помал именител, бидејќи именителот ни покажува на колку дела е разделена целината. Па на колку помалку дела делиме, толку поголем дел За ќе нас. добиеме. Така е. Ќе се обидеме со уште еден пример? Да. Ајде, кажувајте. Ајде 5 седмини, 5 седмини. така, и нека бидат 5 осмини. Ајде, Марија, ова е прашање за тебе. 5 седмини. Браво. 5 седмини. Така. Ете го. Таму имавме помал именител, значи друпката 5 седмини ќе ни биде поголемата друпка во овој случај. Цветко, ти се обидеш ти сега само едно да Ајде. ги решиш? Ајде. Ајде, еве Марија нека ни каже едно бројче. 2 Дури и сам ти си составиш друпка? 2 четвртини. Добро. А Ајде. од другата страна ќе има 2 8. осмини. Добро. Добро. Ајде, одговори кој е Ајде, поголема сега ти си дропка. наред. Нема да Јас сум- бегаш од задачата. Јас мислам дека 2 четвртини е поголема од 2 осмини. Браво, Цветко. Така е. Па ти си бил одличен математичар. Па ете. Сега бидејќи ја испишавме цела табла, повторно ќе избришеме. Така ќе Земи го избришаме. сунгерот. Се одеднаш. А, Избришано. Браво. Повторно. Ајде, која боја? Зелена. Добро. Сега. Значи видовме еднакви дропки, видовме споредување на дропки и стасавме до делот за кратење дропки. Да видиме како дропките може да се скратат, а на тој начин всушност повторно да добиеме еднакви дропки. Ајде, ако ја имаме, да се вратиме на претходниот пример. Имавме дропката, кога разгледувавме еднакви дропки, 6 врз 24. 6, Врз 24. Таа беше еднаква 20, на 3 врз 12. 4. Тоа е еднакво на 3 врз 12. 3 врз 12. Така, а Тоа тоа е еднакво последната ти текнува една една четвртина. четвртина. Така. Сега на Јас овој се пример, извинувам за мојот ракопис, но такав ми е. значи сега на овој пример ќе објасниме како се кратат всушност дропките. На почеток имавме значи дропката 6 врз 24. Кажавме дека тоа всушност е еднакво на 3 врз 12. Што може да забележиме? Како е добиена од 6 врз 24 дропката 3 врз 12? И броителот и именителот во оваа дропка сме ги поделиле Со со два. 2.
6 поделено со 2 е 3, 24 делено на 2 Е е 12. 12. Што значи сме направиле кратење на дробката со бројот 2. Тоа е кратење, но имаме и кратење до нескратлива форма. Значи, овдека веќе извршивме една постапка на кратење. Но, што може да забележиме сега? Горе имаме тројка, долу имаме 12. Овие два броја повторно можеме да ги скратиме. И тоа, тројката и 12-ката Со се три. делат, ета така, со 3. Да. Па 3 поделено на 3 е Еден. 1, 12 поделено на 3 е 4, Четири. па ја добивме дробката 1 врз Една 4. една, Така, да. една четвртина. Дали можеме понатаму да ја скратиме една четвртина? Не можеме, бидејќи понатаму единицата не можеме да ја делиме со друг број. Така. И овој облик значи на дробки веќе кога нема да може со ниедно бројче да се поделат заедничко именителот и бројителот, ни се вика нескратлива дробка. Аха, значи кога веќе не може да се дели, тоа е нескратлива. Тоа е нескратлива дробка. Веднаш можевме во нескратлива форма да ја доведеме дробката ако ни текнеше на почетокот да скратиме со бројот 6. 6. Да. 6 поделено со 6 е 1, 24 поделено со 6 е 4. 4. Но не е проблем и на овој начин чекор по чекор. Ако не сме сигурни веднаш кое е вистинското бројче најголемо кое што ги дели и бројителот и именителот, подобро е чекор по чекор отколку да сгрешиме. Ќе повежбаме сега кратење дробки. Да, ајде. Ајде. Ајде, еве 2 десетини ако имаш дробката. 2 Десетина. десетини. Еве да ја скратиме веднаш со 5. Може ли? Ајде да размислиме. Не, со 2. Со 2, Со така. два да ја скратиме. Бидејќи двојката ни се дели со Еднакво. бројот 5. Една петина. Така. Бидејќи 10 делено на 2 е 5. И ова е веќе нескратлива. Нескратлива, така. Веднаш дробка. добивме нескратлива форма. Марија, ќе пробаш ти? Ајде да. Ајде, 5 десетини. 5 десетини. Ајде, Марија, да те видиме. 5 десетини. 5 десетини. Ајде да ја скратиме. Еве, десетката е специјална. Е, ова е десетка. Ајде, скрати ја. Уметничка. Да. Добро, сега ќе можам да скратам со 2, не, со 5. Со 5. Со 5, значи пет. ќе биде една половина. Така. Некако Марија не ми беше сигурна. Мислам Ти дека дадеме уште некако една. Ајде уште една. За да- уште една шанса Ајде, да За да ги има. совлада Ајде. повеќе. Ајде, Уште Марија, една. овде ситни. Има простор овде, Ајде, кажувај. 2 12-тини. Опа, ова е многу тешко. Ајде, Марија, да те видам. Ајде, Марија. Нема помош сега од никога. Ајде, Марија, кажувај. Тоа е една шестина. Браво, Марија. Гледаш Дали дека Цветко знае. дека знае? Браво, Марија. Цветко, ќе ни свртиш нова страна, наместо да бришеме? Како се врти нова страна? Не е проблем, избриши ја таблата. Избриша таблата. Еве. 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 Браво. Се избриша Магично. таблата. Леле. Со мојот сунгер магичен не Токму види. така. Ќе ни ја скратиш сега дробката 3 12-тини? Ох, леле. Ајде. Ајде. 3 12. 3 12-тини, ајде. 3. Ајде, 3 12. Одеднаш да скратиме со 3? Да, токму. Ајде. Тоа е еднакво на 3 делено со 3 е 1, 12 Така. делено на Четвртина. 3 е 4. Една четвртина. Ти шепнав. Добро, тоа е веќе неделлива така. дробка. Дробка. Да. Ајде сега да ја скратиме 10 12-тини. Ајде, тоа е за Марија да видим. Не за некако ми тебе е- е ова. Некако ми е збунета. Некако ми е збунета, Марија, некако. Ова е за тебе. За мене? Еве. За да го ја- извиш баш Ајде. ракописот, Цветко. Да. Ќе ја скратиме со Два. Наставничка, ај нека не се меша. Избркајте од час. Ќе ја скратиме со 2. Значи 10 делено на 2 е Пак ти кажав. 5. 12 делено на 2 е 6. Така, значи 5 шестини. 5 шестини. Имаме уште. Ајде Имаме се- уште? Ќе оставиме Марија малце да ни попишува на таблата? Да, само да ја избришам таблата. Бриши се табло. Ете, ја се избриши. Јас ќе можам да пишувам со Да, ќе може. ракавиците. Да, мислам дека ќе можеш. Или ајде јас да ти... Не. Ајде јас да ти помогнам. Ајде. Марија, кажи. Ајде. 6 осмини. 6 осмини.
Намерно за да ја збунам Марија таков е ракописот. Ајде. Ако Ајде. ги делиме со 2, тоа би било 3 Така. четвртини. Не можеш да напишеш. Овде е Ма би да тројка. погодиш. Еве тројка. И овде е четворка. Така, значи ова е 6 осмини тројка. е еднаква на 3 3 четвртини. четвртини. 3 четвртини. Ете вака да повторам. Идеме со една потешка задача сега. Ајде. 10 осмини 10 осмини. Осмини. Еднакво. Еднакво на Тоа е, го делиме со 2. така. И доаѓа 10 делено на 2 е 5. 8 делено на 2. 4. Нешто ми мрда прстот. И ја добивме друпката 5 четвртини. Така, само Одиме да со- избришиме. Уште една. Ајде, бриши се. Така е. Ајде, Марија, ти. Ајде. А да направиме мала пауза, учителке, може ли? Може. А? Па ајде Ајде да да направиме се пауза. измори. Прстот ми се измори малку да го одмориме Отпишување. прстот. Дезинфекција да направиме една мала. Дечки, се гледаме подоцна пак. Правиме мала пауза. Чао, чао, чао.